Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес, ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Започна 15-тото јубилејно издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Центарот на Кавадарци доби нов изглед со лед светилки. Денеска се одржа второто вонредно собрание на независниот синдикат на полицијата. Вчера вечер стартуваше 15-тото јубилејно издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Фестивалот го отвори представата Медеја од Сашо Димовски во режија на Ненад Витанов, а во изведба на Сдруженијето ФАТ Стоби. Катерина Нацева ги има деталите. Со представата Медеја во продукција на ФАТ започна 15-тото јубилејно издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Годинава на програмата ќе бидат понудени 9 представи, што е всушност најголема бројка досега во овие 15 години од постоењето на фестивалот. Задоволен од досега постигнатиот успех и големата посетеност, првиот човек на фестивалот Зоран Љутков вели дека со внесувањето на новитетите секоја година фестивалот добива на тежина, а публиката е се позадоволна и воодушевена. Одлучивме оваа година да донесеме представи кои што всушност и по својата содржина некако се занимаваат со нов пристап кон античката драма. Да речеме автори кои што современи автори македонски кои што обработуваат античка тема како Медеја, како Антигона и представи кои што всушност и не можат да се вклопат во амбиенталниот простор на античкиот локалитет, па затоа се токму некако направени како за овој простор. Имаме 9 представи, од кои што 7 представи се во официјалната конкуренција и 2 представи се надвор од конкуренција. Горд и задоволен што Велес има еден ваков фестивал на античка драма, градоначалникот Чадиев истакна дека ова 15-то јубилејно издание ќе отвори нови светови на поимање на античката драма. Неслучајно Велес стана оној културен чинител што преку нашиот фестивал ги чува вековите на античката мудрост изразена во сценската игра. Од првиот текст на Джинот, што го создае токму овде на овој простор, до појавата на првата жена актерка, од првите реплики на незаборавниот првичко до овој момент на уживање во новиот театар. Велес искали себе си во град стожер на македонската театарска уметност. Преку фестивалот на античка драма Стоби, посветеноста на театарот ја расширивме преку границите на нашата Македонија и го донесовме креативниот свет на театарот овде. Новитет оваа година за фестивалот е и тркалезната маса насловена како античка плоча нови искуства, на која по секоја одиграна представа ќе се разговара и дебатира на тема современите аспекти на античкиот театар со цел напредок на македонскиот театар. Независниот синдикат на полицијата денеска го одржа второто вонредно собрание, на кој беа презентирани сите активности кои ги реализирале во изминатиот период. Нова вонредно собрание присуствуваше и техничкиот министер за труд и социјална политика, Фросина Ременски. Колешката Елица Радевска повеќе на оваа тема. Гранскиот независен синдикат на полицијата ги презентираше активностите кои ги реализирале во изминатиот период на второто вонредно собрание кое се одржа во Велес. Председателот на синдикатот, Гоце Делчев Тодев, напомена дека овој синдикат се бори и работи со цел да ги заштити правата на вработените во Министерството за внатрешни работи. Независниот синдикат на полицијата официјално ги доби сите акредитиви, сите писма, сите документи, печати и се она што е потребно за функционирање на еден синдикат, што значи дека во наредниот период од функционирањето во полицијата со маки кои ни престојат, ќе се залагаме да она што во изминатите 25 години е проблем во полицијата да го надминеме. На второто вонредно собрание присуствуваше и техничкиот министер за труд и социјална политика Фросина Ременски. Во своето излагање, таа напомена дека во целост ја поддржува работата на овој синдикат во однос на барањата за правата на полицајците. Синдикалното организирање во Република Македонија мора да го добие своето заслужено место во време кога
сите човечки потенцијали во Република Македонија се насочени кон одржување на стабилна Македонија, враќање на демократијата и враќање на изгубените придобивки и во работењето и во живеењето. Синдикатот на полицијата работи веќе 9 години, но оваа година тие официјално се регистрирани како независен синдикат. На денешното собрание им беа доделени печатите на претседателите на синдикалната организација, кои представуваат гранки на независниот синдикат на полицијата. Лед светилки на фотоволтаично напојување беа поставени во новиот центар на градот, на просторот позади зградите познати како Лепотици. Ова е партнерно уредување на овој простор во градот. Поставени се вкупно 34 канделабри на столбови во висина од 4 метри. Вкупниот износ на овој проект е во вредност од 1.720.000 денари. Лед светилки на фотоволтаично напојување се поставени во новиот центар на градот на просторот позади зградите познати како Лепотици. Ова е партнерно уредување на овој простор во градот. Поставени се вкупно 34 канделабри на столбови во висина од 4 метри. Ова јавно улично осветлување со лед светилки го промовираше градоначалникот Александар Панов. Ваквиот тип на светилки кои што сами се напојуваат со или сами си ја ствараат својата електрична енергија, дали може да се имплементираат, бидејќи следен чекор би ни бил тоа ова да го направиме и во градскиот парк. Инаку ова е дел од проектот за конечно оплеменување на овој простор, комплетно овој простор. Знаете дека во изминатиот период беше многу запуштен, не користеше за ништо, освен за индивидуални гаражи или сметиште. Така што еве почнавме лека полека да му даваме одредена смисла. Останува уште делот на мини пазарчето со 20 на тезги и до хортикултурното уредување на овој простор. Ова е дел од проектот за конечно комплетно оплеменување на овој простор кој во изминатиот период беше многу запуштен. Не се користеше за ништо друго освен за индивидуални гаражи. Овие светилки се напојуваат со електрична енергија од сонцето. Вкупниот износ на овој проект е во вредност од 1.720.000 денари. Се надевам дека ова ќе биде еден пријатен простор за рекреација, пријатен простор за прошетка на повозрастните, меѓутоа и за најмладите. Секако тука е и малото фудбалско игралиште за мал фудбал, за да биде во функција и на оние кои што сакаат да спортуваат. Имаме до крајот предвидено и едно игралиште за кошарка. Така што мислам дека со тоа би ги исполнили сите оние барања во главном кои што беа кажани од страна на жителите, кои што живеат тука, кои што да потсетам беа против тука да се гради трговски центар. Ова е на некој начин исполнување на нивната желба. На ова место се наоѓа малото фудбалско игралиште, а неодамна беше поставен летниковец и детски реквизити, а предвидено е изградба на игралиште за кошарка и мини пазар. Во текот на овој месец ке се подготвуваат нацрт програмите за активностите на општина Велес во 2017 година. До сега околу 70 предлог проекти се пристигнати до општинската администрација од страна на институции, здруженија на граѓани и поединци. Околу 70 предлог проекти до сега се пристигнати до општинската администрација од страна на институции, здруженија на граѓани и поединци по објавениот повик од страна на општина Велес за подготовката на нацрт програмите за 2017 година. Очекувањата се бројот на предлози да биде зголемен. Истите се класифицираат по комисиите. Ние ќе гледаме согласно јавниот интерес, согласно јавната расправа ќе извадиме заклучоци и од тие состаноци, за да на крајот ја формулираме онака како што треба се формулира програмата за работењето на Советот по програми, тоа значи посебно за спорт, посебно за култура, посебно за лер и така натаму. Повикот за доставување предлози е отворен се до одржувањето на последната седница на Советот, односно до одржувањето на јавната расправа. Станува збор за активностите на општина Велес во 2017 година во областа на образованието, културата, социјалната и здравствената заштита, спорт и млади, поддршка на НВО секторот, меѓународна соработка, локален економски развој, заштита на животната средина, комунални дејности и урбанистичко планирање.
Заинтересираноста на граѓаните за осигурување на сопствениот имот е мала, велат вработените од осигурителните компании. Праксата покажува дека недоволната информираност на граѓаните има големо влијание за ова. Заинтересираноста на граѓаните за осигурување на сопствениот имот не е голем, велат од осигурителните компании. Праксата покажува дека недоволната информираност на граѓаните има големо влијание. Агентите од осигурителните компании препорачуваат клиентите да обрнат внимание какви договори склучуваат и што се содржи пакетот кој ќе им биде понуден за осигурување на нивниот имот. Многу често се случува клиентите да бидат доведени во заблуда од што всушност им е осигуран имотот, велат граѓаните детално да се информираат. Поплавата пород и високата вода што се деси во Скопје и земјотресот сега претходен се ризици кои што може да направат катастрофални штети, а клиентите да мислат дека со основната полица за осигурување се веќе осигурани. Така да, значи, им советувам на клиентите, а и на агентите за осигурување и застапниците на осигурителните компании, кои ќе осигуруваат имот на домаќинствата, да посветат многу внимание во однос на квалитетот на осигурување. Значи за да не излезе ситуација дека осигурителните компании продаваат осигурување колку за да направат бизнис, а клиентите се осигуруваат колку само за да бидат осигурани. Искуствата на осигурителните агенти говорат дека граѓаните најмногу се интересираат кога ќе се случат поплави, пожари или земјотреси кои директно или индиректно ќе влијаат врз нивниот имот. Но она што тие треба да го направат е навремено да го осигураат сопствениот имот. Околу 200 книги со историска содржина неодамна беа донирани на музеј галеријата на град Кавадарци од страна на ќерката на Глигор Гичевски Ивче, еден од учесниците во НОВ, Аница Јанева. Околу 200 книги со историска содржина неодамна беа донирани на музеј галеријата на град Кавадарци од страна на ќерката на Глигор Гичевски Ивче, еден од учесниците во Народно-ослободителната војна, Аница Јанева. Во донацијата, освен поголемиот број на зборници, мемоарски материјал, монографии и историска литература, подарени се и неколку фотоалбуми, карти, магнетофонски ленти и друго. На овие магнетофонски ленти се снимки со учесници од Народно-ослободителната војна од овој крај и материјали кои се од големо значење за расветлување на многу настани од времето на НОВ и револуцијата 1941-45 година. Глигор Гичевски Ивче е учесник во Народно-ослободителната војна од овој крај и носител на партизанска споменица 1941 година. Беше познат како голем љубител на книгата, особено на оние со историска содржина. Тој на пошироката јавност е познат и како долгогодишен директор на јавното претпријатие Тиквешко поле, агрокомбинатот Тиквеш, а беше и долги години председател на Сдруженијето на Сојузот на борци на Кавадарци. Ивче има голема заслуга за организирање на симпозиумот Тиквешко во Народно-ослободителната војна 41-45 година, од кој излегоа 8 книги и беше председател на секретаријатот на организациониот одбор. Борче Мирчевски, кој вози за кајакарскиот клуб Бабуна, е победник на надпреварот во кајак на Диви води Велес Open 2016, што се одржа викендов на реката Вардар на патеката кај Стариот мост. Борче Мирчевски од кајак клубот Бабуна е кајакарот со најдобар скор на отвореното првенство во кајак Велес 2016, кој викендов се одржа на реката Вардар на патеката кај Стариот мост. 3 возења во 2 дена е севкупниот учинок на сите надпреварувачи. Мирчевски беше најбрз во својата конкуренција. За ово надпреварување вели дека е едно од најквалитетните во Македонија. Воедно напомена дека го очекувало во прво место, затоа што, како што вели тој, спортистите впрочем и за тоа тренираат. Се надевав цело време дека ќе го освојам првото место, затоа и тренираме сите како спортисти за да бидеме најдобри и да го освоиме најдоброто место. Патеката ја ценам доста добро, посебно оваа година со реконструкцијата на оваа патека стана доста потешка и многу подобро за возење. Многу подобри услови имаме после оваа реконструкција на патеката. Прво место во конкуренција C1 беше Христијан Игнатов од кајак клубот Бабуна, а во женска конкуренција К1 беше Желјана Чингелиќ од кајак клубот Ибер Краљево од Република Србија. Чувството е прекрасно да се освои прво место во C1. Конкуренцијата овој пат беше помала, че имаше 21 од Србија од Краљево.
Успеав да го освојам првото место. Освоила сам прво место и Мене овде ми беше убаво, освоив прво место, иако беше тешко, вредеше тоа што се трудев и тренирав, со оглед дека сум единствената девојка од клубот што учествува на ова првенство, ми беше супер помеѓу момчињата и што учев од нив, што ми помагаа околу возењето. супер е било. Организаторите, кај клубот Бабуна, велат дека се задоволни од бројот на учесници, напоменаа дека полека ова првенство напредува со оглед на фактот што годинава имаше 3 земји учеснички. Се помина по нашите критериуми во најдобар ред, значи се по планираното. Надпреварот оваа година можеби малце квалитативно послаб од лани, меѓутоа исто имавме 3 држави надпреварувачи 40, Македонија, Србија и Црна Гора. Организацијски отидовме малку понапред. Она што оваа година воодушевува во ова првенство е тоа што патеката по која возеа надпреварувачите е реконструирана и е многу потешка за возење во однос на претходните првенства. Денеска официјално започнува со работа инвестицијата на канадската компанија One Contact, која инвестираше во отварање на нов кол-центар во Скопје, во кој ќе се вработат најмалку 200 граѓани. Нови 50 волонтери од САД денеска пристигнаа во Македонија. Вестите од земјава во продолжение. Денеска официјално започнува со работа инвестицијата на канадската компанија One Contact, која инвестираше во отварање на нов кол-центар во Скопје. Со ова се креираат 200 вработувања. Ова го објави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својот Facebook профил. One Contact е компанија со растечки планови за проширување на повеќе светски пазари. Новите работни места се значени како за невработените, така и за вработените, бидејќи колку помалку невработени има, толку повеќе расте притисокот за зголемување на платите на веќе вработените, а со тоа и животниот стандард на сите. Намалувањето на невработеноста е предуслов за раст на платите кај вработените во приватниот сектор, стои во Facebook објавата на Груевски. Нова група од 50 волонтери од САД пристигнува денес во Македонија, како што соопштуваат од Мировниот корпус. Ова е најголема група досега која ќе се приклучи на 600 американски државјани кои од 1996 година досега биле во Македонија како волонтери во Мировниот корпус. Новите волонтери се на возраст од 22 до 64 години. За време на нивниот престој во Македонија ќе работат како наставници по англиски јазик, дефектолози, како и во областа на развојот на заедниците, во партнерство со основни и средни училишта, владени институции, општини и невладени организации. Мировниот корпус е присутен во Македонија на покана на владата на Република Македонија и работи во соработка со Министерството за образование, Министерството за локална самоуправа и Министерството за труд. Новата 21 група волонтери кои ќе живеат и ќе работат во Македонија ќе ги поминат првите 11 недели во обука, кој што ќе вклучува изучување на македонскиот или албанскиот јазик и култура. Ќе почнат со работа во повеќе градови и села во Македонија. Најмалку 29 луѓе се повредени при експлозија во населбата Челси во американскиот град Њујорк. Над 3000 бегалци влегле во Германија со фалсификувани пасоши. Ова се вестите од светот. Над 3000 бегалци влегле во Германија со фалсификувани пасоши, пренесува БТА. Реалната бројка на такви мигранти е многу поголема, а федералните власти не се во состојба да ги откријат фалсификатите, објави германското радио Берлин Бранденбург. Главниот обвинител на провинцијата Бранденбург изрази загриженост по ова прашање и нагласи дека има намера преку суд да издействува отворање на над 18.000 лични досија на мигранти кои минатата година влегле во провинцијата преку Австрија и Унгарија. Според податоците на радиото, се повеќе федерални провинции во Германија се сомневаат во способноста на министерството да ги открие лажните документи. Во Мекленбург веќе се пронајдени стотици фалсификувани пасоши. Меѓу проверените во текот на минатата седмица, тројца наводни терористи имале фалсификувани документи. Минатата година во Германија влегле над 1 милион бегалци. Во првата половина на годината беа поднесени над 400.000 молби за добивање на бегалски статус, забележа ТАС.
22 лица се повредени во експлозија во њујоркскиот кварт Челси, соопшти полицијата. Експлозијата се случила во 20:30 часот на 23-та улица помеѓу 6-та и 7-ма авенија во Менхетен, изјавил портпаролот Питер Доналд на Твитер. Според градоначалникот Бил де Блазио нема никакви докази дека инцидентот е поврзан на некој начин со тероризам. Тој вели дека нема опасност за безбедност на градот. Градоначалникот истакнал дека истрагата е во тек и премногу е рано да се зборува за причините за експлозијата. Де Блазио исто така го нарече она што се случи подметнат чин. Според зборовите на градоначалникот, властите исто така немаат докази дека експлозијата во Њујорк е поврзана на некој начин со она што се случи во Њу Џерси. Нашето подречје денеска постепено потпаѓа под влијание на циклонска активност и влажна и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, кој ќе предизвика на повеќе места нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, соопшти УХМР. Повеќе врнежи се очекуваат во ноќните часови во западните делови. Сега може да го погледнеме графичкиот приказ за температурите по градови. Ви благодарам на вниманието, имете пријатна вечер со програмата на КАЕР.